Економско јакнење на жените преку создавање поволна бизнис клима и обезбедување поддршка за развој на нивниот предприемачки дух содржи и стратегијата за женско предприемништво 2019-2023 година. Ова го нагласи министерката за труд и социјална политика на промоцијата на Националната платформа за женско предприемништво. Предвидува економско јакнење на жените преку создавање на поволна бизнис клима и обезбедување на поддршка за развој на нивниот предприемачки дух, креирање на нови работни места, а со тоа и јакнење на целокупната економија. Го зголемуваме процентот на учество на жените на пазарот на трудот преку различни политики, вклучително и преку активните програми и мерки за вработување, содржани во оперативниот план, кој што се реализира преку Агенцијата за вработување. Потврда за тоа се 4898 жени кои учествувале во активните програми и мерки за 2020 година, односно 44,5% од вкупниот број. Шахпаска го истакна високиот процент на мерката субвенционирање на плати од 49%, потоа учество во мерката вработување и раст на правни субјекти од 48%, но и се уште ниското учество во програмата поддршка за самовработување од 32%. Оваа година со оперативниот план за активни програми и мерки воведуваме нови 3 принципи. За мене, како министерка, секако дека од особено значење е принципот на инклузивност и диверзитет, кој што има за цел да ги вклучи на пазарот на трудот помалку застапените, меѓутоа пред се жените. Се бориме против традиционалните стереотипи за улогата на жената во семејството, кои што пандемијата со COVID-19 дополнително ги нагласи. 39% од жените постари од 18 години секојдневно се грижат за децата, за старите лица и изнемоштените. Според податоците од Државниот завод за статистика, во урбаните средини жените поменуваат по 3 часови дневно во домашни активности, наспроти мажите кои што поминуваат само 1 час. И 4 часа и 22 минути жените поминуваат дневно за домашните активности во руралните средини, наспроти мажите кои поминуваат само 1 час и 19 минути. Во финална фаза е новата стратегија за родова еднаквост за периодот 2021-2026 година, во која еден од стратешките приоритети е зголемувањето на учеството на жените на пазарот на трудот. Во неа ќе се адресираат мерки за поттикнување на жените како носители на инвестиции и предприемачки за креирање сопствени бизнеси. Овој проект е финансиран од Европската унија, а предводен од страна на Сдруженијето на бизнис жени во партнерство со Сојуз на стопански комори на Македонија, Национална федерација на фармери и Фондација за менаџмент и индустријско истражување МИР.